За разлика од другите производители, Mazda секоја година го менува и освежува изгледот на своите производи. Таков е случајот и со Mazda CX-5 спортско корисно возило, кое е едно од најпопуларните во својата класа. За оваа година промената е во предниот дел, односно на маската на ладилникот и фаровите. Фаровите сега изгледаат далеку поатрактивно, имаат изглед на лазерски фрлач на светло. Другите промени не се толку темелни. Останува истиот погонски склоп со 2,2 литрен мотор од 150 конски сили и автоматски менувач. За разлика од предницата на надворешниот изглед, во внатрешноста не се променети многу работите. Mazda од секогаш имала силена дута, тоа било ергономијата и внатрешното уредување, барем во последните 5-6 години. На големите површини се забележува квалитетна пластика, која исто и сака да делува како кожа која има своји штепови, но тоа е само пластика. Богатата опременост на ова издание на Mazda CX-5 се огледува не само во автоматскиот менувач, head-up дисплејот, како и големиот монитор кој е на врвот на централната конзола, но за жал тој не е осетлив на допир. Инаку од луксузите ги имаме и грејењето на седиштата, електрична рачна сопирачка, грејење на воланот, што е многу битно за ладните зимски месеци кои престојуваат. Како што реков, механиката не е гибната. Под хаубата имаме 2,2 литрен мотор од 150 конски сили, но имаме и автоматски менувач. Веднаш на прв поглед не ми се допаѓа затоа што зад управувачот немаме прекинувачи со кои може да ги менуваме преносите, но сепак старата концепција се гледа дека можете на самата палка да ги менувате брзините. Па, да видиме каков е овој склоп на мотор и менувач впрегнат со пренос на сите 4 тркала, како се однесува на пат и вон асфалтиран пат. Mazda со CX-5 направи мини револуција во рамките на компанијата, бидејќи овој модел е еден од најпродаваните, но и најпосакуваните модели на марката. Но Mazda секогаш имала своje видување на работите, така и се случува со CX-5. Ова спортско корисно возило е стокмено да служи во градски услови на возење, но исто така не е проблем да се експлоатира вон асфалтирани патишта, кој што се случува сега. Инаку, овој модел има погон на сите 4 тркала и автоматски менувач кој одлично се снаоѓа во корелација со моторот. Овој мотор не е ништо ново, не е ниту многу агилен, ниту е многу економичен. На изминати 1050 на километри, колку што имав можност да го возам овој модел, добив просечна потрошувачка од 8,6 литри, кои не се ниту за фалење, но далеку од тоа и дека се за тешка критика. Погонот на сите тркала добро се однесува, но дозволува да имате чувство како да возите модел со погон на задната оска, бидејќи при форсирање, особено во свиоци, може да се почувствува задниот дел како да запливува, но тоа не е ништо страшно, бидејќи електрониката секогаш е тука да ги надгледува опасните ситуации, но и возачот може многу лесно да го исконтролира возилото во такви ситуации. Инаку, овој модел е опремен и со радарски
темпомат, кој ви овозможува големо удобство и уживање при возење на автопат. Кога ќе ја зададете брзината, возилото ја одржува, но доколку има поспор објект на патот, самото возило сопира, ја регулира брзината, а кога ќе се тргне поспорото возило од патот, тогаш се враќа саканата брзина на сцена и повторно имате едно возење кое ви дава големо удобство. Со политиката на освежување на моделите на секоја година, Mazda промовираше и политика на поскапување на моделите секоја година. Кога на пазарот се појави CX-5, тој беше во ценовна политика не поголема од 32.000 евра со приближна опрема. Но сега, со вметнувањето на сите оние новитети и освежувања кои ги нуди Mazda, овој модел денеска чини 44.000 евра. Со овој потег и со зголемувањето не само на квалитетот, туку и на убавината на дизајнот и ергономијата, Mazda се промовира во еден сосема поинаков бренд. Бренд кој ја задржува јапонската прецизност на изработка, квалитетот и долготрајноста на моделите заедно со еден посакуван и многу прифатлив дизајн. Па затоа Mazda со право пропагира дека не е веќе мејнстрим бренд, туку е бренд кој припаѓа на субпремиум сегментот. Тоа го увидуваме со секој изминат километар со Mazda CX-5. Што се однесува до возењето на Mazda CX-5, веднаш се забележува дека амортизацијата е многу потврда. Можете да го осетите секое дупче и вибрацијата се пренесува во внатрешноста на кабината. Но затоа пак одговорот на управувачот на командите е многу подиректен и многу попрецизен. Токму и тоа ми се допаѓа кај Mazda, бидејќи подобрувањата кои се прават секоја година понекогаш се далеку од очите на корисниците, но сепак со експлоатација на моделите се чувствува дека е направено многу. Сега Mazda стана марка која има и возни својства кои може да ги задоволат и најпробирливите возачи. Па и не е толку чудно што прекарот Mazda е јапонска Алфа Ромео. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање за 7 дена на истото место и на истата фреквенција.